Повеќе од еден месец се штрајкува во Грција. Земјоделците бараат исполнување на нивните барања кои ќе им загарантираат подобра екзистенција и приходи. Поради тоа и преминот Богородица Евзони, еден од најфреквентните, е речиси пуст. Времените, а понекогаш и целосните блокади, како последната, ги променија навиките на голем број грци, кои редовно доаѓаа на пазарење и забава во македонските погранични места. Ова најдобро го забележуваат гевгеличани, каде голем број локални бизниси зависат директно од грчките посетители. Гевгеличани се жалат дека од почетокот на штрајкот на грчките земјоделци, посетата на муштерии од соседна Грција е значително намалена, што се одразува и на локалната економија. На пазарот во Гевгелија се пресликува истата ситуација. Пазарот вообичаено трае до пладне, но и денеска помина без купувачи од Грција. Пазарџиите велат дека приходите им се значително намалени. Домашно нешто сакат, поприродно, кај нив е многу поизвештачена работа, хемиски, мислам, третирана многу, кај нас е поприродна иде, повкусна е, земјоделски производи обично. Така. Важно ли се за локалната економија да ги има како муштери? Многу битно, да. Јас да не претерувам негде, кога е пролетно време, најмногу тоа доаѓаат, прометот ми е 30% со нив. И тоа многу значи за мене 30% промет да направам повеќе. Сигурно супермаркетите се полни со них. И пазарот, да, точно. Повеќе зеленчук продава, ја земат, по маркетите влезат. За нас малку тешко, па нема кај нас многу. Ама за јадене повеќе продава. Земат си зеленчук повеќе. Освен пазарите, маркетите и продавниците за облека, грците се значајни клиенти и во рестораните, заболекарските ординации, фризерските и козметичките салони. Речиси да нема дејност која во моментов не трпи загуби од долгите протести на грчките земјоделци.